националните вести. Почнуваме со најавените содржини. Нова детска градинка, центри за ран детски развој и центар за згрижување на деца од улица во Тетово. Ова се проектите кои ги најави Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски, која денеска беше во посета на општина Тетово, Центарот за социјални работи и Дневниот центар за деца со посебни потреби. Тетовската локална самоуправа одговорила позитивно на писмениот допис на Министерството за труд и социјална политика, кој побарал општина Тетово да изнајде соодветна локација за изградба на нова детска градинка. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски изјави дека во завршна фаза е административната процедура за изградба на 3 центри за ран детски развој во Тетово. Идејата за ваков поттик и иницијатива од Министерството за труд и социјална политика дојде од причина што анализите кои што ги имаме во Министерството за труд и социјална политика укажуваат дека во последниве 4 години не само Тетово, туку и многу општини во Република Македонија не биле опфатени во капиталните расходи и инвестиции од страна на државата, односно Министерството за труд и социјална политика по однос на изградба на вакви институции кои што ќе згрижуваат деца и ќе бидат на услуга и во сервис на граѓаните. Градоначалничката на општина Тетово се одзва на повикот за овозможување на услови за згрижување на децата во предучилишното образование, односно за отварање на бројни дневни центри за ран детски развој во општина Тетово и во населените места во општината Тетово. Во Министерството за труд и социјална политика вчера е подпишана дополнително согласноста на Советот на општината Тетово да отвори дополнителни 3 дневни центри за ран детски развој, кои што ќе го надминат, односно ќе ја задоволат потребата на родителите кои што имаат потреба за згрижување на децата. Дополнително разменивме сознанија и во однос на текот на неколку проекти кои што се реализираат во рамките на Министерството за труд и социјална политика, а се поврзани со згрижување на децата од ромската популација. Бевме пријатно изненадени од градоначалничката и од низините напори да отвори дневен центар за згрижување на деца од улица. Министерката Ременски денеска во Тетово најпрви оствари средба со градоначалничката на Тетово Теута Арифи, а потоа беше во Центарот за социјални работи Тетово. Таму, како и во многу други центри низ Македонија, констатираше недостатоци за нормално функционирање на вработените. Со директорот на Центарот за социјални работи во Тетово разговаравме за повеќе прашања. Директорот на Центарот за социјални работи во Тетово е еден од директорите кои што ја исполни законската обврска и подпиша менаџерски договор како негова законска обврска по изборот од минатата година за директор на Центарот, така што се исполнети сите законски предуслови за негово законито работење и постапување. Во таа насока разговаравме на повеќе заеднички теми и воочени проблеми со кои што се соочува не само Центарот за социјални работи во Тетово, туку и во другите општини и центри во Република Македонија, а тоа е недостатокот на материјално-технички средства за работа. Зборуваме пред се за превоз, за возила, кои што се неопходни за извршување на теренската активност на стручните тимови на центрите за социјални работи и зборуваме за неопходност од набавка на технички средства во смисла на компјутери, скенери, принтери, она што е секојдневна потреба. Министерката Ременски се освори на проблемот со недостатокот на домови за стари лица во Македонија, за кој, како што изјави, владата нема подготвено финансиска конструкција за изградба на ваква установа во Тетово. Дека по однос на проектите кои што се однесуваат за изградба на старските домови до Министерството за труд и социјална политика и покрај изразените, да кажеме, интереси од страна на неколку општини, не постои финансиска конструкција, ниту пак издвоени средства и можност кои што би можеле да бидат ставени во функција на изградба на такви домови. Дополнително ги потикнуваме општините, во таа насока ни беше и работната средба со
градоначалничката, не само во делот на детските градинки, туку и на сите потреби на општината да бидат изразени барања и желби за да може да се пристапи кон нивно соодветно планирање. Министерката Ременски попланево го посети дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово. Во Тетово наскоро ќе се отвори италијанско катче. Идејата денес беше официјализирана преку потпишување договор за соработка меѓу општина Тетово и амбасадата на Италија во Македонија. Ми причинува особено задоволство што денеска со амбасадорот на Италија во Скопје потпишавме договор за соработка кој се однесува на заедничката иницијатива за формирање на италијански културен центар во градот Тетово, која во моментот значи е во фаза на иницијативноста. Нормално дека секогаш сме имале отворена соработка со амбасадите на сите европски земји представени во Скопје и за нас како општина представува не само интерес, туку и обврска да го дадеме целиот наш придонес во однос на отварање на центри кои ги промовираат европските јазици, европската цивилизација и европската култура. Сакам да ја користам можноста да го поздравам и ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, универзитет кој исто така се разликува по фактот на диверситетот на јазиците и за фактот што исто така и тие се покажуваат активни во однос на реализирање на овој проект. Јас сум многу среќен што сум денеска тука. Ова е прв чекор во продлабочување на соработката која што веќе со години постои помеѓу Италија, италијанската амбасада и општина Тетова. И се заблагодарувам уште еднаш на градоначалничката госпоѓа Арифи за брзиот одговор во врска со потпишувањето на овој меморандум. Сметам дека италијанското катче ќе биде место каде што ќе можат сите заинтересирани да читаат книги на италијански јазик, ќе има филмови, но исто така да се информираат за сите стипендии и исто така за патувањата во Италија. Сметам дека исто така важно што го потпишуваме овој меморандум за соработка, затоа што би можело да биде еден чекор за продлабочување на економската соработка помеѓу двете земји. Што помалку да се користат најлонски кеси и секогаш да им се помага на оние на кои им е потребна помош. Ваква порака испратија денес учениците од Основното училиште Единство од Гостивар, кои заедно со наставничките по математика реализираат проект за подигање на еколошката свест и хуманоста. Основците од Гостиварското училиште Единство реализираа проект што во себе ги спои математиката, екологијата и хуманоста. Изминатите 4 месеци заедно со наставничките по математика во мултиетнички групи учеле за зачувување на животната средина и штетноста од употреба на најлонските кеси. Потоа дизајнирале флаери со еколошки информации и пораки, како и платнени торби со геометриски фигури. Торбите денес ги продаваа на градскиот плоштад, а собраните пари ќе ги донираат за децата со посебни потреби. Се работи за еден мултиетнички проект кој се реализира веќе 4 месеци со децата од Основното училиште Единство Башкеми Бирли Гостивар. Како да заштитиме средината преку математиката. Првата фаза беше истражување од штетните влијанија од употребата на најлонските кеси. Втората фаза беше дизајнирање на платнени торби, дизајнирање на флаер и денешниот ден промоција на истата работа. Денеска децата ги продаваат нивните дизајнирани платнени торби и со собраните пари да донираат за деца со посебни потреби. Учениците што учествуваа во активностите велат дека за нив тоа било убаво и корисно искуство, од кое научиле многу нови работи и стекнале нови пријателства. Па искуството во овој проект беше навистина едно огромно задоволство за нас и за другарите со кои се дружевме. Проектот беше мултиетнички, работевме во три групи, македонци, албанци и роми. Заедно се дружевме 4 месеци, поминавме одлично време заедно. Освен тој, финален производ беше многу добар, со тоа што овие торби кои што сега ги продаваме, ни донесува многу голем успех за нас и на нашите другари. Ky projekt është realizuar falas simtare së matematikës Vjollca Ademi
Имавме можност 4 месеци да се дружиме, да ги избогатиме нашите знаења и да изнајдеме начин како преку математиката да придонесеме за подигнување на еколошката свест. Ова беше интересно искуство, се надевам дека ќе има и други такви активности во иднина. Основното училиште Единство го спроведе проектот со поддршка од гостиварската локална самоуправа. Прва награда за најдобра женска носија доби фолклорниот ансамбл при Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово на традиционалната 37-ма манифестација Денови на македонската носија во Кривогаштани. Реканската носија, која потекнува од полог, стара повеќе од 120 години, е избрана за најдобра женска народна носија на традиционалната 37-ма манифестација Денови на македонската носија во Кривогаштани. Со оригиналната верзија на носијата на оваа манифестација се представи фолклорниот ансамбл при Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово. Носијата е карактеристична по везот на ракавите од кошулата, а потекнува од совогорските села Милетино, Челопек, Блаце, Теново и Радиовце. Постојат само 2 вакви носии. Самата победничка носија се состоеше од следниве делови. На почетокот имаме точно карактеристичната кошуля, значи таа реканска кошула која што се вели, потоа се состои од малечко кошулче, потоа имаме свилен елек со убав колорит на градите, значи везен колорит, потоа имаме клашненик или елек од соја, се состои од појас, имаме калчини или чорапи, потоа е интересно на брадата и околу брадата се носи подбрадник. Тој е ова и на самиот тој подбрадник се стават реси, кокоса или се вели бигме. Тоа е ова овде. На самото тоа се става везената марама со ои или шамија што ја велат, а над самиот свилен елек се поставува скутината или кецела што ја велиме и малечката кецела. Покрај малечката кецела веќе се опашува самиот тој појас и над кецелата веќе се поставува марамата или шамијата, која се вели шамија околу појас. И на крајот самите опинци. Членовите на фолклорниот ансамбл се задоволни од учеството на манифестацијата Денови на македонската носија во Кривогаштани. Ние учествувавме на надпреварот за народни носи и јас се носев победничката носија и таа се состои од елек, кошула, мало кошулче и опинци. Да излегуваме требаше со носија, да излегуваме пред жирито и тие да одлучат кој е победник. Колку девојчиња бевте? Па сите носија? Бевме 3 девојчиња и 1 машко. Ја носевме сите сувогорската носија. Во Кривогаштани не пречакаја убаво. Девојчината од Илинден и се наведаваме дека кој ќе дојдат тие во Тетово, ќе бидеме добри домаќини. Јас ја носев машката носија од Сувагора. Таму бевме на традиционален надпревар по носи. И таму бевме, многу беше убаво. Имаше од цела Македонија народни носи, сите беа убави, но само 3 беа победници. Таму беше прекрасно, бевме само 1 ден, се запознавме со нови пријатели, се ни беше добро. 20 различни народни носи од 20 различни места ширум Република Македонија продефилираа по улиците на Кривогаштани. На оваа манифестација имаше учество од сите краеви на Република Македонија. Настанот беше
феноменално импозантен, бидејќи се видоја големи шароликости и убавини на традицијата, наследството и културата на целокупниот македонски народ. На оваа манифестација беа презентирани многу убави носи и на самата таа манифестација беше на почетокот презентирање и дефиле преку општината Кривогаштани и целокупниот тамошен народ ги пратеше сите учесници на оваа манифестација, а после тоа во салата при Кривогаштани беше одржана ревијалната манифестација на народни носи. На самата таа манифестација бевме на крај изненадени, бидејќи беше наградена една носија од Сувогорскиот дел на Полошкиот регион, тоест на Тетово. Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово преку своите активности ја негува целокупната македонска традиција, се залага за зачувување и истражување на посебностите на богатото културно и уметничко наследство, а воедно ги пренесува на помладите генерации. 37 годишен тетовец е повреден во сообраќајна незгода која се случила вчера на булеварот Видој Смилевски Бато. Средношколци се тепале во дворот на Тетовската гимназија, а еден од нив испукали куршум од гасен пиштол. Од полицискиот билтен и информацијата за измамени жители на селото Неготино. Вчера околу 13 часот на булеварот Видој Смилевски Бато во Тетово во близина на мостот на Пена се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици, управувано 43 годишникот Желино, и скутер Јонве исто така со тетовски таблици, а го управувал 37 годишен тетовец, соопшти СВР Тетово. Во незгодата скутерџијата здобил телесни повреди, пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштена на домашно лекување. Средношколци се тепале во дворот на Тетовската гимназија, како што соопшти СВР Тетово. Вчера околу 13 часот на спортското игралиште во кругот на Тетовската гимназија бил нарушен јавниот ред и мир со тепачка во која учествувале двајца ученици во прва година од ова училиште од една страна и тројца или четворица ученици од средното медицинско училиште Никола Штејн од друга страна. При самото завршување на тепачката еден од учесниците на возраст од 15 години со гасен пиштол испукал куршум во земја, а потоа вработени во училиштето ги разделиле. На местото на нарушувањето за кусо време пристигнале полициски службеници на СВР Тетово. Пронајдени фотодокументиране испуканиот куршум, додека нешто подоцна разговарано е со неколкумина од учесниците во тепачката. Другите се веќе идентификувани и ќе бидат повикани во СВР Тетово. Од полицискиот билтен и информација за измамени жители на селото Неготино, како што соопшти СВР Тетово, 52 годишник од Неготино Полошко вчера пријавил дека во декември 2014 година 34 годишно лице од Градец му понудило дека за известна сума пари ќе му обезбеди лиценца на неговиот син и дека ќе го вработи во една агенција за обезбедување. За таа цел му побарал и во 2 наврати му зел 49.000 денари, но откако синот не ги положил испитите за лиценца на друго лице кое тој му го посочил, му дал уште 9.500 денари, иако му гарантирал дека без проблем ќе ги положи испитите, дека ќе ја добие лиценцата и ќе се вработи. Ништо не му било исполнето од ветеното, ниту му биле вратени парите. Тогаш неготинецот сфатил дека е измамен. Идентичен случај вчера исто така пријавил и 27 годишен жител на Неготино Полошко. Од полицискиот билтен на МВР информацијата за пронајдена корозирана чаура од топовска граната 105 мм во атарот на село Брвеница. Ја пронашол жител од Голема Речица вчера околу 9 часот и 30 минути, додека е орал нивата со трактор. Чаурата е подигната за понатамошна постапка од Дирекцијата за заштита и спасување.
Владата денеска се задолжи со нови 25,3 милиони евра, иако побара помалку од 12 милиони евра. На крајот на неделава за враќање доспеваат 5 милиони евра. Дополнителниот заменик министер за финансии од СДСМ Кире Наумов реагира дека владата само денеска ги задолжила граѓаните за нови 20 милиони евра. Ако се има предвид дека се наоѓаме пред крај на месец, кога скоро сите месечни исплати од буџетот се реализирани, а би требало да бидат изразени приливите во буџетот, тогаш единствен заклучок кој се наметнува е дека во овој момент буџетот на Република Македонија е пред финансиски колапс, реагира Наумов. Тој посочува дека ако се продолжи со оваа динамика, дефицитот до крајот на годината ќе изнесува повеќе од 420 милиони евра, со што јавниот долг ќе се приближи до 5 милиарди евра. Опозицијскиот СДСМ денеска најави дека ќе поднесе предлог закон за изменување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во скратена постапка. Пратеникот Горан Сугарески од СДСМ рече дека бараат одржување на итна седница на собранието за да се донесе законот. Тој вели дека нивниот предлог е идентичен со оној што вчера го предложија 5 новинарски и медиумски организации. Сугарески рече дека за да има услови за фер и демократски избори, мора да бидат избрани и конституирани новите членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Советот на МРТВ. Без регулација на медиумите и без прочистен избирачки список нема да има фер и демократски избори, рече тој. Црна Гора протера 58 странски државјани, меѓу кои 43 руси, поврзани со верски култ. Полицијата не кажа за која верска група се работи, но локалните медиуми јавуваат дека протераните биле членови на јапонскиот култ, чии членови во очекување на крајот на светот извршија смртоносни напади со нервен газ во метрото во Токио во 1995 година. Црногорската полиција соопшти дека луѓето биле протерани вчера поради тоа што немале дозволи за привремен престој во земјата. Лицето кој утрово киднапираше авион на египетската авиокомпанија Еģipter се предаде на кипарската полиција. Како што јави кипарската државна телевизија, киднаперот со кренати раце излегол од авионот и им се предал на полицајците распоредени околу леталото. Според телевизијата, претходно од авионот излегле 7 лица за кои се претпоставува дека се преостанатите киднапирани патници и членови на екипажот на леталото. Едно лице посегнало по пиштол при неговиот обид да влезе во комплексот за посетители во американскиот Капитол Хил, што ги принуди полицајците да стрелаат во него и да го ранат. Инцидентот во Вашингтон доведе до привремено затворање на зградите на Американскиот конгрес и на Белата куќа. Човекот бил пренесен во болница и се уште не е позната неговата здравствена состојба. Се прецизира дека немало повредени полицајци. Голем пожар зафати стамбени облакодери во Обединетите Американски Емирати, што е трет таков случај за помалку од една година. Пожарот избувнал во еден облакодер во Емиратот Ајман, северно од Дубај, а подоцна се расширил и врз најблиската соседна повеќекатница. Локална полиција соопшти дека нема повредени затоа што сите станари на време се евакуирани, но десетици од нив побарале лекарска помош поради помали повреди и проблеми со дишењето. Во текот на изминатата зима било забележано најмало зголемување на мразот на Арктичкото море, што е резултат од невообичаено високите температури, соопшти американските научници. Годинава бил регистриран за 5000 квадратни милји помалку мраз отколку во претходната година и над 430.000 квадратни милји помалку од пред 30 години. Денес имавме променливо облачно време. Утринските температури се движеа од -1 до 5 степени, а дневните од 12 до 18 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува облачно време со сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 1 до 6 степени, а дневните од 14 до 19 степени. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.